Феникс е кодното име на акцијата на обвинителите во која ги уапсија поранешниот градоначалник на Центар Владимир Тодоровиќ и тогашниот председател на Советот Владимир Здравев. Заедно со уште 12 лица, меѓу кои Никола Груевски и Зоран Ставревски, дека ја злоупотребиле службената положба и овозможиле перење на пари преку изработка и поставување на 11 споменици во општина Центар за 53 милиони евра. УЈП замрзна дел од сметките на неколку фирми, а обвинителството бара притвор за 7 мина. Се истражуваат и 3 италијански фирми. Во судот веќе пристигнаа тројца осомничени, а таму е колешката Симона Петровска. Симона, од утрово трае акцијата на МВР за приведување, а обвинителството ги представи и доказите за обемната истрага за Скопје 2014-тата. Ти си пред судот, дали пристигнаат осомничени за кои се бара притвор, а и што кажаа обвинителите попладнево на пресконференцијата. Повели. Така е, Павле, поради можност од бегство на едно лице, уопсен е поранешен председател на Совет на граничниот премин Бановце и поранешен градоначалник на општина Центар на Скопскиот аеродром. Обвинителството побарало овие лица да бидат лишени од слобода поради злоупотреба на службената положба и овластување, како и за перење на пари. Обвинителството, истрагата која обвинителството ја води под името Феникс се се однесува за 11 споменици кои беа дел од проектот Скопје 2014. Се работи за споменикот Воин на Којн, споменикот Даме Груев, Гоца Делчев, гемиџиите, како и споменикот на Асном и основачите на ТМОРО. Обвинителството побара мерка притвор за 7 лица, а замрзнати им се и сметките. Се очекува обвинетите да пристигнат овде во кривичниот суд и да бидат изведени пред судија на претходна постапка, а за потоа судијата да одлучи дали ќе им одреди мерка притвор или можеби некоја друга мерка за обезбедување. Во продолжение предлагам да слушнеме повеќе од изјавата на обвинителот Љубомир Лапе. Предлагале, донесувале и подпишувале незаконити владини одлуки со кои директно или преку Министерството за култура трансферирале средства во општина Центар. На овој начин, заобиколувајќи го собранието, осомничените си обезбедиле финансиски средства од државниот буџет со кои го финансирале извршувањето на кривичните дела и незаконски префрлиле на сметката на општина Центар вкупен износ од 3 милиарди 547 милиони 390 илјади денари или околу 57 милиони 681.138 евра. Денеска обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција ги опиша криминалните активности, односно како се поставувале спомениците во Центар. Тука предлагам да погледнем уште една изјава од обвинителот. Пето осомничената подоцна и шесто осомничениот, како градоначалници на општина Центар, умислено ги прифатиле однапред неправилно распределените финансиски средства. Парите од Министерството за култура и од буџетот на Република Северна Македонија без законски основ и без да се отворат посебни наменски средства и сметки ги примиле како капитални дотации. Со действијата што ги превзеле, ја заобиколиле парламентарната контрола врз процесот на планирање и трошење на буџетските средства, обезбедувајќи неконтролиран пристап до финансиски средства потребни за сторување на кривичните дела. На тој начин, осомничените целосно го нарушиле уставното начело на подоба на власта на законодавна и извршна и локалната самоуправа како темелна вредност на уставниот поредок. Павле, овде во кривичниот суд во моментов се наоѓаат 3 лица, меѓу нив и поранешниот председател на Советот Владимир Здравев, а се очекува во секој момент да пристигне и поранешниот градоначалник на општина Центар Владимир Тодоровиќ. Акцијата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и МВР се уште е во тек акцијата, така што очекуваме да пристигне уште некој друг. Секако остануваме овде да ја следиме целата акција, секако со нови информации и детали во наредното информативно издание.